Изминаа 100 дена лаги, 100 дена неспособност и 100 дена неработење на Златко Марин. Граѓаните на аеродром за жал се сведоци за изгубени 100 дена во кои Златко Марин имаше можност и шанса да отпочне десетици нови проекти кои ќе го подобрат животот на граѓаните, но тој не отпочна ниту еден. Ветуваше брда и долини за аеродром, а не сработи ништо. Поседнувањето на градоначалничката фотелја Златко Марин едноставно исчезна од очите на аеродромци. Изминативе 100 дена, Златко Марин може да се запамети само по деструкција и фалење со проекти обезбедени од ВМРО-ДПМН, како и партизација на администрацијата. Го стопираше проектот за изградба на тениска АТП арена близу спортскиот центар Јане Сандански. Проект вреден милиони евра, кој требаше да отвори десетици нови работни места и уште еднаш да потврди дека општина Аеродром е најурбаната општина. Во моментов проектот е стопиран, а локацијата запуштена од страна на локалните власти. Најголемо достигнување во овие 100 дена за Златко Марин е тоа што се пофали со проширување на градинката Бувамара, но да го подсетиме, тој е проект кој се реализира благодарение на претходната локална власт од ВМРО-ДПМН и градоначалникот Ивица Конески, кој обезбеди средства за реализација. Партизацијата на администрацијата резултираше со именување на партиски војник на СДСМ за директор на Основното училиште Александар Македонски, кој не ги исполнува условите да биде директор на образовна институција. Ветуваше чист воздух и чиста општина. Аеродром во моментов е лидер во загадувањето. Дивите депони никнуваат на секој чекор, а мерните станици на аерозагадувањето достигнуваат рекорди во моментов. Општина Аеродром од најчиста општина стана најнечиста општина. Ова е вистината за 100 дена на Златко Марин и општина Аеродром. Од најпросперитетна општина за само 100 дена тргна во обратна насока. Празните ветувања и животот кој го ветуваа за сите останаа само на пресконференциите на Златко Марин. За разлика од 100 дена на Марин, градоначалникот на ВМРО-ДПМН Ивица Конески во претходниот мандат во првите 100 дена реализираше над 50 на проекти од кои би издвоил неколку. Отворено е Основното училиште Александар Македонски. Реконструкција на детската улица Тоше Проевски во Ново Лисиче. Отпочната реконструкција и проширување на патот Горно-Долно Лисиче. Реализација на проект за изградба на спортскиот центар Јане Сандански. Се отпочна со реконструкција на спортските сали во општината. Ова е разликата помеѓу напорната и посветена работа на ВМРО-ДПМН и празните ветувања на СДСМ и Златко Марин. Граѓаните на своја кожа ги чувствуваат неспособноста и лагите на СДСМ. Ви благодарам.